Денес на повика од фудбалскиот клуб Победа, тука сум присутен во нивните простори како сегашен градоначалник и кандидат за иден градоначалник. Ние редовно дискутираме за проблемите тековни кои што ги има во Победа и сега поразговаравме тековно како се одвиваат работите, како течи постојаниот циклус на надпревари, како се адаптира новиот тренери, какви се, да речам, перспективите на овие играчи, овој фонд на играчи што ги има Победа. Позитивни се вака одговорите од сите. Победа представува еден од финансиски најстабилните клубови во Република Македонија со редовно исплатени плати и други придонеси, така ќе гледаме да продолжи и понатаму. Да напоменам дека пред 4 години ме замолија од градот, тогашното раководство на фудбалскиот клуб Победа, бизнис секторот и навијачите, дека нешто треба да се направи со фудбалскиот клуб Победа, кој што представува бренд на нашиот град. И тогаш беше во една навистина незавидна ситуација и да наречам пропаднат клуб. Експресно за 4 години Победа се врати заедно со бизнис секторот, помош и од локалната самоуправа голема, во прва лига, таму каде што е местото. И денеска Победа повторно го враќа она реноме кој што ги имаше од пред 10 години, иако треба уште многу работа, стабилност и финансиски средства. До сега сум гледал и практикувал политиката во Победа да не се меша, така ќе биде и понатаму. Ветувам дека локалната самоуправа, доколку бидам и понатаму градоначалник, континуирано ќе помагаме со финансиски средства од договор со клубот и со бизнис секторот Победа, за да може да биде стабилен прволигаш. И исто така сметам дека фудбалскиот клуб Победа е од градот, а не е од поедини политички партии, поединци и така натаму, и сите заедно треба да помагаме Победа, а не да ја одмагаме како што тоа некој го прави сега во предизборната кампања. Секој што е волен да помогне во овој клуб, да биде уште појак, понапреден клуб и да се гордееме сите со клубот, нека повели, нека дојде во овие простори и да понуди било каква помош, а најмногу финансиска. Значи, во текот на вчерашниот ден ги повикавме двајцата кандидати за градоначалници на општина Прилеп од политичките партии ВМРО ДПМН и СДСМ, за да оствариме средба на која што би разговарале за идната соработка која што би требало да имаме со градоначалниците. Фудбалскиот клуб Победа, како и досега, така и од сега, е зависен од соработката со локалната самоуправа и таа соработка досега беше безпрекорна. И ја морам да искажам една огромна благодарност до сегашниот градоначалник Маријан Ристевски, затоа што тој изминативе години, 2 години од како сум јас претседател на клубов, даваше безрезервна поддршка и финансиска, но и најбитно морална поддршка, затоа што со неговата заложба донесени беа и со соработката со бизнис секторот, донесени беа сериозни спонзори кои што до ден денес спонзорираат во клубот. Маријан Ристевски се одзвона поканата, господинот Илија Јовановски не дојде, го чекавме, се надевам дека наредниве денови ќе имаме средба и со него, затоа што нас ни е од исклучителна важност да имаме соработка со локалните власти, затоа што, како што кажав, ние како клуб нити имаме наш стадион, нити имаме база на која што треба да тренираме, туку тие се објекти кои што ги стопанисува локалната самоуправа и се надевам дека и во иднина ќе ни бидат на располагање. Повторно замолувам да не се меша фудбалскиот клуб Победа во дневно политички настани. На ваков начин цивилизиран се решаваат проблемите, а не со некакви си излети на пресконференции. Секој оној кој што сака е добро намерен и сака да помогне во клубов, ние сме отворени и секоја што сме го дискутирале. Стварањето на акционерско друштво во даден момент требало така да биде, така да се поделат тие акции или удели, и то не е крај, то не е завршено. Секој добронамерен бизнисмен или човек кој што сака да се заложи да помогне во клубов е добре дојден и за секој има простор и место во нашиот клуб, во нашиот колектив. Па најбитно и најзначајно за нас играчите моментално беше тоа што разбравме дека и понатаму ќе соработуваме со локалната самоуправа. На нас играчите најбитно ни е да имаме редовни примања како што имаме и досега, да можеме да напредуваме и да се надоградуваме како играчи, а моментално тоа Победа ни го возможува и се надевам дека во иднина ќе продолжиме и уште подобро ќе биде во иднина и се надевам на поголем успех во наредниве години.